На почетокот на овој дневник образование, како што е познато, денес стартуваше новата учебна година за сите основци и средношколци во државава. Посебно ги поздравуваме првачењата и им посакуваме многу успех и среќа во новата учебна година, а од денес па натаму нивен најдобар пријател ќе биде книгата. Прв училишен ден денес беше и за Јашар Мемедов, кој е единственото прваче во штипското село, Селце. Него денес го посети градоначалникот на Штип, Илчо Захариев. 6-годишниот Јашар Мемедов е единственото прваче во селото Селце. Наставата тја следи заедно со учениците од 2, 3 и 5 оделение. Градоначалникот на општина Штип, Илчо Захариев, денеска на првиот училишен ден во новата учебна година ги посети учениците од ова подрачно училиште, кои лично му побараа да се изгради детско игралиште. За жал, за разлика од минатата година каде имавме 6 деца во прво оделение, сега имаме само едно дете. Но добро е што ова училиште функционира, бидејќи селото Селце е село каде живее мешано население од турска националност, македонско население, имаме влашко население, имаме српско население. Учениците се комплетно турска националност. Имаме 12 деца вкупно, и тоа во прво, второ, трето и пето оделение, четврто за жал немаме, еден наставник. Захариев истакна дека како општина ќе инвестираат во училницата, а претходно реновирано училиштето, градено и изградено е спортско игралиште, а во самото село се инвестираше во нова водоводна мрежа, селски чешми, изградени се автобуски постојки и асфалтирани се скоро сите улици. Штипскиот градоначалник потенцираше дека ова учебна година нема да има проблем со бесплатниот превоз на учениците. Ние распишавме нов тендер. Тендерот треба да биде завршен на време. Сите ученици треба да добијат бесплатен превоз. Но доколку бидат понудени цени кои се надвор од секоја економска логика, ние ќе го поништиме тендерот, затоа што превоз по секоја цена нема да има. Минатата година се соочивме да речеме од одредени села во Плачевичкиот регион да имаме автобуска карта за едно дете 800-850 денара, што не е карта да речеме до Скопје, каде кошта многу поевтино. Ние од Радовиш децата ги носиме некаде за помалку од 93 денара, а додека до Парналија и Кучица цената беше над 800 денара. Успеавме да најдеме решение за 300 нешто денари да ја преполовиме цената и да организираме превоз. Во изминатите години долгот кој го наследил Захариев од 500.000 евра е намален и сега општината за организирање на бесплатниот превоз има долг помалку од 100.000 евра. Тековните сметки за бесплатниот превоз за учениците од Велес, Свети Николе, Лозово, Пробиштип, Кучани, Биница, Карбинци, Зрновци и Радовиш, кои учат во регионалните средни училишта во Штип, редовно се исплаќаат. Градинките се преполни, родителите бараат место повеќе. За сега е неизвестно колкав е бројот на дечиња кои поради немање на место не успеа да тргнат во градинка. За сега нема информација до каде е изградбата на градинката во штипската населба Сењак. Со детски џагори песнички символично беше одбележан стартот на новата учебна година и во детските градинки. Насмејани и срекни детски лица, но имаше и такви, на кои разделбата со родителите беше причина за солзи во очите. Денес во двете штипски градинки тргна околу 1500 дечиња. Интересот е огромен, а капацитетите ограничени. Бројките варираат, значи како градинка ќе чекаме во првиот месец да ја констатираме таа состојба, значи сега за сега немаме уште целосни податоци. Иако беше најавено дека Кочани ќе биде единствената општина каде што градинките ќе работат и втора смена, планот не се исполни. Поради немање на кадар, градинките ќе си останат со своето вообичаено работно време. За сега нема нови информации за изградбата на детска градинка во населбата Сењак, што требаше да се гради минатата година. Тогаш од Министерството за труд и социјална политика беше најавено дека градинката ќе ја гради локалната самоуправа, а ресорното министерство целосно ќе ја уреди. Градинката за која се планираше да функционира во состав на веќе постоечката Вера Церивири Трина, требаше секојдневно да згрижува околу 200 дечиња. Одиме со другите актуалности. Над 500 стечајци од Штип бараат стечајен надоместок. Се надеваат дека со новиот закон конечно ќе се стави крај на нивната долгогодишна агонија. Списоците се затвораат во петок, информираат од Сдруженијето УНИТ.
Над 500 лица од Штип се запишаа на списокот како стечајци кои останале технолошки вишок од државните предпријатија. Кемалдин Арсланов од Сдруженијето на стечени работници УНИТ денеска ги информираше дека до петок мора да ја достават целокупната документација, со која ќе докажат дека имале непрекинат работен стаж во време трајање од 15 години во една државна фирма. Наше да ја доставиме барањата и да ги инвентираме колку сме. Тоа е нашата за работа. Натака ќе видиме, комисијата ќе ги прегледува, ќе се установи кој ги опфаќа, кој се општествен капитал, од приватни кажаи да не збонесуваат општо. Стечајците велат дека премногу долго трае нивната агонија. Не знаат повеќе како да сврзат крај со крај, а многумина од нив се и со нарушено здравје и со наталожени долгови. Да ни дадат некој динар, барем да се лекуваме, ако не повеќе сметките да ги плаќаме. Стечајната маса во Штип ја чинат поранешните работници на големите загубари: Македонка, Астибо, Метална, Алумина, ЗИК, Црвена звезда и МАК Промет. Државниот инспекторат за труд со став дека досега немале случај во кој работодавецот бара надоместување на штета поради недоаѓање на работа на државен празник. Сдруженијето Гласно и 9 текстилни работници кои усно беа отпуштени од работа од една штивска текстилна конфекција им се бара оштета од 29.600 евра. Денеска тие имаа преговори со одговорните во конфекцијата. Децидни се дека правата ќе си ги бараат до крај. Представниците на Сдруженијето Гласно и на усно отпуштените 9 штипски работници кои на работа не дошле на државниот празник Успение на Пресвета Богородица и на кои им се бара оштета од 29.600 евра, денеска седнаа да преговараат со македонските одговорни лица во индиската текстилна конфекција. На 9 работници им се бара да платат поречиси 3.300 евра оштета, сума која што за нив е едно мало богатство. Но представникот на Гласно Горан Трајков денеска истакна дека на состанокот е побарано работниците да негираат дека овој документ, на кој јасно се гледа и потписот на одговорното лице е архивирано, е пристигнат до нив. Работодавецот побара од вас, значи, за да ја повлече ваа одлука за 3.300 евра, што ја има пуштено како штета, напоменато, да кажете дека ништо од тоа што сте кажали дека е вистина. Треба да го поништеш целиот процес да го поништеме, за да ја пониште... За да пониште оваа одлука и дека он само... ако вие кажете дека ништо не било од тоа вистина, значи он не поништува... Он ќе пониште, не е во тужба, парите, штетата што демек наводно сте ја вие создаделе. Тоа беше, јас му кажа, викам, јас и ние како организација, ние работниците нема да ги тераме на ништо друго, освен да ја кажувате вистината како што е било. Трајков забележува дека на состанокот на представникот на работниците најпрви не му било дозволено да седи со нив. Побарано е на дел од работниците да се вратат на работа на 6 септември, а исто така одговорните лица на конфекцијата тврделе дека работниците не биле устно отпуштени, туку им било само дадено предупредување. Ние и со самите разговори со работниците кои што ги имаме, знаеме начинот на 29 сабалето како беше постапено према нив. Ти вика забрането да ви долеват конфекцијата. Ако ми е забрането конфекцијата, ако ми е забрането на мене конфекцијата, ти ми ставаш крај на мене. Немам право да улезам на конфекција. Кој штета е ти тражиш од мене? Кога ти на мен ми викаш забрането конфекцијата. Првиот човек на државниот трудов инспекторат денеска најави дека утре од нивна страна ќе биде извршена инспекцијска контрола во штипската конфекција, каде што 9 работници се устно отпуштени, а од нив е и побарана оштета. До сега не сме имале ваков случај, работодавачот не може предпоставена штета да бара надоместување, туку може да бара надомест само за точно сторена штета од страна на работниците. А овдека во овие кажувања се работи за некоја предпоставена штета. Доколку при инспекцијскиот надзор се утврдат прекршувања на законот за работни односи од страна на работодавецот, во тој случај инспекторот е должен да поднесе прекршочна пријава, а на работодавецот ќе му наложи да ги отстрани грешките. Работниците се децидни дека постапката ќе ја тераат до крај, а Сдруженијето Гласно и правниот тим веќе работи на случајот.
Следи дел од содржината на крими билтенот. Над 10.000 евра им причиниле штета на граѓаните за само 2 месеца. Криминалната 9-члена банда крадела се и се што. Полицијата ги фати и денес им поднесе кривични пријави. СВР Штип расветли 12 кражби, кои во периодот од мај до јуни годинава на подрачјето на општината ги сторила 9 члена криминална банда. Сторителите се од Штип на возраст од 19 до 30 години. Осумничените за кражбите, против кои денеска полицијата поднесе 5 кривични пријави, оперирале во куќи, дуќани, фирми, гаражи, дури и во патнички моторни возила, оштетувајќи ги граѓаните со над 600.000 денари. Со употреба на сила и погоден алат, како и користејќи згодна прилика, отварале врати и прозорци, влегувале во магацини, дуќани, гаражи, фабрики, куќи, патнички моторни возила во Штип, од каде одзеле разновидни предмети, како текстилна стока, електрични кабли, електромотори, интеркулер, садови за домаќинството, златни предмети, пари, мобилен телефон, стекнувајќи се со противправна имотна корист од околу 640.000 денари. Надлежните повторно апелираа граѓаните да превземат мерки за заштита на имотот од крадци. Пред да ги напуштат своите домови, да ги превземат сите неопходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат вратите, прозорците, балконите, гаражите, терасите, како и подруните, и да ги остават внатрешните и надворешните светла вклучени. Дел од пронедените работи биле вратени на оштетените граѓани. Дел од членовите на криминалната банда од порано и биле познати на службите и против нив биле поднесувани пријави за вакви кривични дела. Работилница за застапување и истражувачко новинарство во организација на Асоциацијата Мост се одржува во Берово. Учесници се представници од медиумите, невладините организации и локалните самоуправи од источниот регион. Од Берово извештај на колегата Зоран Зарински. Во организација на Граѓанската асоциација Мост во соработка со Институтот за мас медиуми и електронска комуникација и НОВА и со поддршка на фондовите од Европската Унија. Во хотелот Манастир во Берово се реализираше обука за граѓански организации и медиуми од источниот регион на тема застапување и истражувачко новинарство. Целта на обуките е да се придонесе кон зајакнување на капацитетите на граѓанските организации во процесот на застапување, зајакнување и улога на новинарите и нивните истражувачки истории, како и зголемување на нивната меѓусебна соработка преку спроведување на заеднички кампањи за застапување на интересите на граѓаните. Темите на работните сесии ги опфаќаат и состојбите со медиумите и медиумските слободи. Се работи и на креирањето на блок алатки за подобра презентација на социјалните мрежи. Секако, со работката со локалната самоуправа е неопходна алка за синџирот од платформата за застапување, па затоа заедно со новинарите и невладините организации, присутници и представници од локалните самоуправи од регионот. Низ заеднички интерактивни идеи и вежби се работи на подобрување на соработката во застапувањето и самата поголема будност околу контролата на активностите кои ги спроведуваат локалните самоуправи. До сега со обуката во Берово се одржани 6 пленарни работилници, а планот е да се реализираат уште 2. Од Берово за Ирис телевизија Зоран Зарински. Аплицирањето со техничка поддршка за субвенции во подрачните единици на Министерството за земјоделство заврши. Во Штипската подрачна единица се пријавиле 1750 земјоделци, додека рокот за аплицирање по електронски пат е до 15 септември. 1750 земјоделци во Штипско се пријавија за субвенции. Со техничка поддршка, апликантите барањата ги пополнија во подрачната единица на Министерството за земјоделство во Штип. Најголем интересот за мерките во растителното производство, информираше новиот раководител на подрачната единица во Штип, Павел Иванов, додавајќи дека и годинава како и лани бројот на апликанти ќе достигне до 1900 земјоделци кои конкурирале за субвенции во земјоделството. За самите земјоделци финансиската поддршка од државата е од голема помош за покривање на направените трошоци на производство. Житарица,
Овие субвенции зашто ви се потребни? Заорање, за ѓубриво, за преработка на земјата. За сега задоволни сме, за сега. За ѓубре, за нафта помагат државата. Сепак експертите посочуваат дека овие средства треба да имаат и развојна компонента. Значи, по дефиниција, субвенциите се една доходовна подршка за земјоделците, без кои сепак земјоделците, значи, тој доход што го остваруваат е многу мал од нивното производство и ова треба да придонесе за негово подобрување. Се дебатира често пати на темата на субвенции, дали тие имаат развојна или социјална компонента. Искрено ќе кажам дека иако најголемиот дел од буџетската подршка оди за субвенциите, сепак тие не толку придонесуваат во менувањето на структурата, бидејќи за тоа постои друга програма, тоа е програмата за рурален развој. Аплицирањето за субвенции преку електронско барање, кое е поставено на страната на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој, трае до 15 септември. Пред минутите предвидени за спорт за новите цени на бензините од полноќ. Евросуперот од 95 октани поскапува за денар и литар ќе се продава за 63 денари, додека бензинот БС од 98 октани ќе има зголемена цена за половина денар, одлучи Регулаторната комисија за енергетика. Кај евродизелот D5 нема промена на цената, додека екстра лесното масло за домакинство поскапува за половина денар и литар ќе чини 37 денари. Причини за поскапувањето е на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,61% се растот на березанската цена на суровата нафта за 1,8% и намалувањето на курсот на денарот во однос на доларот. Нов пријателски триумф на фудбалерите на Кежовица нагости против тимот Малеш во Берово. А во пресрет на новата сезона на третата лига Исток, теренот во Новосело беше ограден, а наскоро ќе се изгради и една трибина. Фудбалерите на Кежовица триумфално се вратија од Берово, каде што го одиграа последниот надпријателски меч пред стартот на новата сезона во третата фудбалска лига Исток. Тие во една изворена игра го победија незгодниот тим на Малеш со резултат 1:0 со голот на Петар Левков постигнат по удар од 40 на метри. Тренерите Драган Митов и Кире Дериволов располагаат со фонд на играчи 28 на број и ова беше можно скоро на сите од нив да им се даде шанса за настап со цел да се направи увид во нивната форма и да се изнајде стартниот состав на екипата. Од денес пак стадионот во Ново Село е во ново руво и го краси новата ограда, која официјално беше представена на широкиот аудиториум. Овде почнавме со оградување на спортскиот терен, затоа што постојната ограда која постоеше беше тотално уништена и не беше во функција на самиот стадион. Со оградувањето на ова игралиште, значи, ќе направиме доста за фудбалскиот клуб Кежовица кој се надпреварува во третата фудбалска лига. Овде на овој спортски терен планирано изградба на трибина, бидејќи конфигурацијата на теренот тоа го дозволува, така да се надевам дека наскоро ќе имаме еден модерен стадион кој ќе биде во функција на сите оние кои сакаат да рекреираат, да спортуваат и на самиот фудбалски клуб Кежовица. Општина Штип, значи, за овие 4 години заврши нови 20 спортски терени, но истовремено направи и реконструира и огради со нови изградените терени околу 37 игралишта. Значи, не постои наслаба каде нема спортски терен, не постои игралиште кое не е оградено, не постои игралиште кое не е обновено и лично мислам дека поддршката која имавме од Агенцијата за млади и спорт и средствата кои изводивме од буџетот на општина Штип направија да во Штип на полето на инфраструктурата во спортот се направи многу. Наскоро ќе се остори инвитувањето на градоначалникот Илчо Захариев за изградба на една трибина, а што се однесува до надпреваровачкиот дел, веќе во недела 10 септември ќе стартува првенството во третата фудбалска лига група Исток. Тимот на Кежовица на стадионот во Ново Село ќе се сретне со екипата на Брегалница Голак од Делчево.